Гласачкото ливче за пригласувањето в недела останува исто, соопшти од Државната изборна комисија и покрај најавите од ВМРО ДПМН е дека нема да учествува. Пригласувањето во Тетовско теарце според пресметките може да доведе до промена во освоените мандати кај двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ. СДСМ може да освои еден мандат на сметка на ВМРО ДПМН или пак тој да остане како во моментов 51 наспрема 49 во корист на владеачката партија. Доколку СДСМ освои уште еден мандат благодарение на гласовите во теарце, силите ќе бидат изедначени, односно двете партии ќе имаат по 50 мандати. Во избирачкото место 2011 запишани се 714 гласачи. Синдикатот на Македонската дипломатска служба денеска го повика јавното обвинителство да реагира на неодамнешното објавување на некролози за амбасадорите и други странски представници во земјава. Тие потсетуваат дека со законските измени не е веќе потребно самите странски представници да поднесат кривична пријава, туку обвинителството треба да постапува по основа на така наречен допрен глас. Во нашето досие има и повици за линч, обиди за палење амбасади, пласирање теории за странски заговор против Македонија и многу говор на омраза, потсетуваат од Синдикатот на Македонската дипломатска служба. Ани Самри, кој е осомничен за нападот во Берлин, е убиен во престрелка во Милано, Италија, јави Ројтерс, повикувајќи се на извори од италијанската безбедносна служба. Амри наводно е запрен од сообраќај на полиција околу 3 часот утрото, но веднаш почнал да пука кон полицајците. Еден од полицајците возвратил и го убила, полицајецот е полесно повреден, пренесува италијанскиот весник Панорама. Според истите извори, напаѓачот е идентификуван според отисоци на прсти и физички докази.